Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добро дојдовте во епизода 21. Во оваа епизода ќе зборуваме за position sizing и daily loss limits. Или во превод, целата епизода е ризик мастери. Најбитно од све е дека не ти треба предобар ентри, него ти треба добар ризик. 90% од трейдерите не губат затоа што не знаат да тргуваат или затоа што не знаат кога да влезат, губат затоа што не знаат колку да ризикуваат. Ова ќе го запишеме како битна ставка. 90% од трейдерите губат не затоа што немаат добар ентри, него затоа што немаат добар ризик. Ова е многу битно да го знаеме како ставка, бидејќи ентрито и сетапот може да се поклопат во поголем дел од маркетот. Нормално доколку сме стрпливи и дисциплинирани да очекаме нашиот сетап, но многу побитно е колку ризикуваме на тој ентри, на кое место ни се наоѓа нашиот стоп лос и на кое место се наоѓа излезот на позицијата, односно нашиот take profit. Да речеме дека секогаш треба да си поставите две прашања. Колку губиш кога си во losing streak и дали знаеш колку трейда те делат од blow акаунт. Овие две прашања секогаш поставете ги пред да го направите вашиот ризик за трейдот. Зошто? Бидејќи секогаш треба да знаеме колку можеме да си дозволиме за нашиот акаунт да не биде блоунат, односно да преживее. Ќе преминам на тоа што представува position sizing. Ајде малце вака само да се направиме место. Што е position sizing? Дефиницијата вика вака: колку lot size при волумен користиме по трейд. Никогаш не е случајно, него сето тоа е математика. Проблемот кај почетниците е тоа што чувствуваат
страв базиран на трейдингот, користат преголем леверидж и секогаш после загуба зголемуваат лот. Проблем кај почетници. Чувствуваат страв. Користат преголем леверидж. И секогаш после загуба зголемуваат лот. Кога сме на почеток, како трейдери, во овој бизнис, мислам дека сите ги имаме поминато овие проблеми, или барем дел од нас сме се соочиле, бидејќи зошто чувствуваат страв? Секој почетник, кога ќе го види чартот, е збунет. Не знае што точно представува левереджот. И секогаш кога маркетот ќе му земе, тој сака да направи одмазда, односно да го врати тоа што го загубил, а плюс на тоа да заработи. Но вака вика. Основно правило во трейдингот и за ризик менеджмент е риск по трейд 0,5% до максимум 2% од големината на акаунтот. Значи ова е многу битно. 0,5% до максимум 2% ризик од големината на акаунтот. Формула гласи вака. Position size зависи од акаунт баланс, процентуален ризик и колку пипови е нашиот стоп лос. Реален пример да земеме. Имаме акаунт од $10,000, ризикуваме 1% по трейд, да е еднаква на $100, и нашиот стоп лос е еднаков на 20 пипа. Во случајов, 1 пип ни е еднаков на $5. Зошто? Бидејќи 20 пипа од $100, односно од ризикот од 1%, тоа вреднува дека 1 пип ни изнесува вредност од $5. Бидејќи кога ќе помножиме 20 пипа по $5, добиваме ризик од 1%, односно во случајов од $100. Lot size се прилагодува да изгубиш само $100 ако добиеме стоп лос. Клучната поента е тоа дека position size може да се смени, но ризикот останува ист. Ова е доста битна формула. Запишете ја за да знаете како да го пресметувате вашиот ризик кога влегувате во одреден трейд.
Добро. Ќе продолжиме понатака, ово малце ќе го смалиме за да не ги бришеме. Ево вака. Претходниот час спомнавме за фиксен и динамичен ризик. Исто тоа е доста битно да го запамтиме, затоа ќе го повториме. Фиксниот ризик мора секогаш да биде 1% од акаунтот. Тоа е најдоброто нешто за почетниците и за да одржиме конзистентност. Динамичниот ризик зголемуваме или намалуваме ризик во случај на нашиот daily streak. Доколку имаме winning streak, тогаш можеме да зголемиме ризик на 1,5%. Доколку имаме лош ден или сме добиле претходно стоп лос, тогаш ризикот го намалуваме на 0,5% од акаунтот. Тоа е многу битно и динамичниот ризик претежно го користат професионалците. Опасност, доколку комбинирате его со динамичен ризик, може само да добиете акаунт liquidity. Што ни представува daily loss limits? Daily loss limits вика вака. Максимумот што смееш да го изгубиш во еден ден се нарекува daily loss limits. Односно лимит. Препорака што може да бидете сигурни, некои викаат од 2 до 4%, но јас практикувам лично од 1 до 3% максимум ризик во денот. Ова може да види во еден трейд, све зависно од трейдерот, како тргува и каков трейдерот. Доколку е скалпер, има повеќе позиции во денот, доколку е интрадей трейдер или дей трейдер, тогаш позициите се намалени и ризикот може да биде комбиниран во зависност од самата позиција. Доколку имаме акаунт од $10,000, daily loss 3%, тоа ни е еднакво на $300. Доколку ги изгубиш овие $300, стоп со трейдинг тој ден. Зошто е важно? Важно е затоа што не штити од revenge трейдинг и емоционални одлуки. Секогаш ќе бидеш дисциплиниран и daily лосот те прави конзистентен. Затоа е многу битно да користиме daily loss максимум до 3%. Значи, минимум 1 или 0,5%, а максимум 3% ризик во денот.
Кога ќе се придржуваме на правилото од 3%, да речеме сме имале денеска лош ден, сме добиле 3% загуба, за ние да бидеме во позитивна нула, следниот ден треба да направиме 4% профит. Односно, да го вратиме акаунтот на нула со 3% и 1% да појдеме во плюс. Значи, секој загубен ден, све што сме направиле во тој ден, 1, 2 или 3%, следниот ден ставате плюс 1% за да бидете во профит. Бидејќи вашиот акаунт од балансот од $10,000, кој изгубите $300 ви паѓа на 9,700, за да бидете позитивни, вие треба да направите $400, односно 4% профит. За вашиот акаунт да има баланс од $10,100. Ќе запишеме неколку правила. Правило број 1. Доколку добиеме 2 стоп лос со ред, тоа значи пауза. Правило број 2. И едно од побитните, општо во трейдингов, доколку не си фокусиран, немој да тргуваш. Правило број 3. Нема квантитет на трейдови, него секогаш чекаме A плюс сетап за да имаме квалитет на трейдови. Реално, ако резумираме, акаунтот не може да се изгуби заради еден трейд. Акаунтот може да се изгуби заради лоша серија која не е контролирана од наша страна. Затоа, почитувајте ги овие 3 правила и почитувајте го вашиот daily loss limit, за да немате губење на акаунти, нервози, емоционално тргување и его. Бидејќи, за да се исполни 1 до 3% максимум ризик во денот, единствено ќе се исполни доколку добиеме 2 стоп лос со ред, тогаш имаме да речеме 1,5% 2 ризик кој сме го направиле и ни пошол во загуба. Ќе направиме пауза од таа сесија, доколку имаме можност во следната сесија да најдеме нешто поквалитетно, правиме ризик уште 1% со цел да ни биде тој максимумот за денот. Значи не смееме да правиме 4 или 5 или 6 или 10% ризик од акаунтот. Бидејќи ако направите од акаунт $10,000 10% ризик, вие сте изгубиле $1,000 кои тешко се враќаат. Доколку не си фокусиран, вика немој да тргуваш. Најбитно од све, кога ќе седнеме пред чарт, доколку главата не ни е разбистрена, немаме чиста слика, подобро е да го затвориш лаптопот, да станеш, па да се вратиш покасно кога ќе се чувствуваш спремен за самото тргување. И зошто викам на правило број 3 дека не треба да имаме квантитет на трейдови. Не е битно да отвориме денеска 10-15 позиции.
битно е да не ги трошиме куршумите. Никогаш не треба да влегуваме во војната каде што се најдуваат во случајов баерите и селерите. Секогаш чекаме едната страна да тргне на фронтот, кога ќе го пробие, на самото повлекување гаѓаме со снайпер ентри. Затоа секогаш чекаме A+ сетап за да имаме и да имаме еден трейд, тој ќе биде квалитетен. Ќе зборувам уште за математика на опстанок. Математика на опстанок. Вика вака. Ако ризикуваме 1%, што може да резимираме? Доколку добиеме 10 лус, тоа ни е наквон над минус 10%. Акаунтот е жив. Доколку ризикуваме 5%, што се случува? Десет лоши трейдови минус 50% и тоа доведува до game over. Затоа заклучок за сето ова, контролирањето на самиот ризик е секогаш побитен од самата стратегија. Бидејќи стратегијата сама по себе, секоја стратегија функционира перфектно. Доколку го чекаш нејзиното време на движење, бидејќи секој алгоритам работи во свое време. Затоа контролата на ризикот е секогаш на појака страна него стратегијата. За крај вака ќе кажам. Твојот едж не е стратегијата. Твојот едж е ризик менеджмент. Доколку го контролираш ризикот, можеш да преживееш доволно долго за да станеш конзистентен на маркетот и профитабилен. Ако сакаш да тргуваш како професионалец, почни да размислуваш како ризик менаџер, а не како гемблер. Тоа беше све за оваа епизода. Ве поздравувам и ви посакувам прекрасен викенд. Се гледаме наредната епизода. Поздрав!